Руско-украинската војна води кон нова рецесија, но и до стагфлација. Производството ќе паѓа, цените ќе растат, смета економистот Бранимир Јовановиќ. Тоа ќе значи дека ќе имаме неколку години, 5 до 10 години можеби, забавен економски раст, можеби економски раст околу 0% и период на релативно висока инфлација, да кажеме инфлација помеѓу 5 до 10%. И ако тоа се случи, тоа ќе биде уште посериозно, затоа што да кажеме вие краткорочни случувања може некако да се надминат, државата може да предизвика мерки, но среднорочните случувања многу потешко секогаш се адресираат од страна на креаторите на политики, затоа што бараат се однесуваат на подолг временски период. Ова особено лошо е за македонската економија која се уште не е опоравена од пандемијата и е зависна од поддршка. Потребно е се уште економијата да се поддржува и затоа Централната банка наместо да ја покачува каматната стапка за да кажеме се бори со инфлацијата, се уште ја држи на ниско ниво за да покаже дека во моментов економијата, односно економската активност БДП е поважна од инфлацијата. Сепак според Јовановиќ, клучната одлука треба да ја одигра владата со нови и конкретни мерки. Првото е значи мора да ги регулираат цените. Ја да регулираат цената на храната, ја замрзнаат цената на храната и тоа имаше одредени добри ефекти. Сега отстапија од таа политика, да направи некоја регулација на маржа и гледате се направи веќе хаос. Второ, не смеа таа регулација да остане само на цената на храната, туку мора да се прошири на цената на енергенсите, конкретно на цената на нафтените деривати. Затоа што со регулација со замрзнување на цените на нафтените деривати на бензините, вие практично ги даночите нафтените компании кои што се неколку во Македонија и сите остваруваат високи профити. Практично им взимате пари на големите олигархиски компании и им ги давате тие пари на сиромашните граѓани.